Крутките луѓе не се улави и не дека не знаат глас да кренат. Неоти се шутраци со кои можеш да си играш и зад грб да им се подсмеваш. Тие одбрале, да, токму така, одбрале кротки да бидат, изборот шепот да им биде. Оти никој со никого не се слушнал, кога двајца врескале, кога викале колку ги држи сила до пукање на гласните жици за да докажат кој е помудар. Кротките луѓе не се за мајтап, та да си мислиш оти ништо не разбираат. Или оти можеш ѓубре да им сервираш и дека тие во сметот гозба ќе гледаат, то уште да си мислиш оти фала ќе ти речат. Не. Тие знаат кога се навредени, тие знаат кога се подчинети, тие знаат кога се згазени. Оти умот им работи и остариме. И внатре во себе знаат кога се понижени. Самоубоста им е во питомиот поглед и во секогаш подадената рака. Оти одбрале на сета поганштина со која светот ги удира безмилосно, да бидат како памук меки, како внатрешност од тазе печен леп, замесен со љубов, замесен од љубов. Кротките луѓе се дар од универзумот, ама кога дивите ги избркаа питомите, кроткоста стана глупоштина, а злото стана престиж. И така тера тоа со години, така со децении тера живеачката додека еден ден. Додека еден ден на кротките не им дојде преку глава од се. И тогаш нема враќање, тогаш зататнува небото од нивниот вресок и земјата започнува да се тресе, не баре земјотрес ровари подзеја. И водата почнува да тече наназад, а рибите ќе запливаат спротиводно, оти кога ќе одегне гласот на кроткиот човек, тогаш повеќе ништо не е исто. Тогаш застануваат сите часовници во исчекување на новото време, во кое кротките ќе чекорат исправени, со гордо крената глава онака, како што им доликува, на силата која во кроткоста ја носат.